Децениски старата идеја конечно ќе се реализира. Скопје ќе добие трамвај, а скопјани можност да се возат со него. За трамвајот заврши првата фаза, односно изработката на физибилити студија од страна на консултантот Виалто. Проектот трамвај сега се наоѓа во втората фаза, а тоа е подготовка на тендерската документација, која треба да биде готова во јануари 2012 година. Веднаш потоа се објавува тендер за концесионер на трамвајот. Таа постапка ќе трае 3 до 4 месеци, што значи дека следната година во мај или јуни веќе ќе има избрано концесионер, најави градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Ова е многу значаен проект за градот Скопје. Значи изградбата на трамвајската линија во должина од 15 километри од Ново Лисиче до до Ѓорче Петров. Анализите покажуваат дека исплатлива е инвестицијата, со тоа што градот Скопје и владата на Република Македонија постои можност да дотираат во трошоците, годишните трошоци за функционирањето на трамвајот со одреден мал процент, за да би можеле да биде исплатлива оваа инвестиција или овој проект на концесионерот. Првата линија на трамвајот ќе ги поврзува скопските населби Ново Лисиче, Аеродром, Центар, Карпош, Влаа и Ѓорче Петров, а неофицијално трамвајската траса би се одвивала по крајната десна лента по булеварите Партизански одреди, Димитрија Чуповски, комплексот банки и Јане Сандански. Со спроведувањето на проектот трамвај ќе се намали сообраќајниот метеж во главниот град и ќе се заштити животната средина.